Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, со овој предлог закон правиме неколку важни интервенции во системот на основното образование, но би сакала се задржам на оно што е најважно, безбедноста на нашите деца. За жал, последните години се почесто сме сведоци на случаи на насилство меѓу учениците. Праксата покажува дека училиштето не може само да се справува со овие состојби, особено кога застанува соработката од страна на родителите. Токму затоа со предложените измени се зајакнува одговорноста на родителот или старателот и се воспоставува јасна обврска за соработка со училиштето и надлежните институции. Дополнително се предвидува навремено известување на Државниот просветен инспекторат за изречените педагошки мерки, што се возможува поефикасно следење и постапување во случаи на насилство. Воедно се создаваат појасни процедури при формирањето на паралелки со помал број на ученици, со цел поодговорно планирање и подобра организација на училишната мрежа. Со предложените измени се возможува и поголема флексибилност на општините во управувањето со средствата за образование, што ќе придонесе за поефикасно функционирање на училиштата и подобро искористување на расположливите ресурси. Ова не е прашање само на законски измени, туку на создавање систем во кој одговорноста споделуваат сите, родителите, училиштата, институциите и заедницата. Само така можеме да обезбедиме безбедна, квалитетна и потекнувачка средина за секое дете. Бидејќи законот не е обемен и нема дополнителни финансиски импликации, предлагаме да се разгледа по скратена постапка. Затоа ве повикувам да го поддржиме овој предлог закон. Ви благодарам.